Одиме со уште еден линк на другата страна, овамо во Скопје, ја имаме нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски, која што на уште една интересна тема поврзана со нашата традиција ќе разговара со својот денешен соговорник. Станува збор за македонските ора. Ние ги имаме едни од најубавите народни танци на Балканот, со дефинитивност тоа би го потврдила. И ќе ве поздравам, Ирена, тебе и соговорникот. Добро утро. Добро утро, Оливера, до тебе. Добро утро, почитувани. Навистина убаво кажа дека го имаме најубавиот фолклор, едни од најубавите ора во светот и можеме со тоа да се гордееме како држава. Инаку ова утро се јавуваме од основното училиште Јана Москоменски. Еве, можеби ќе видите и ќе чуете детски џагор, бидејќи веќе е одмор. Инаку, зошто сме овде? Тоа е затоа што ансамблот Цветан Димов овде ги одржува своите проби во просториите на основното училиште Јана Москоменски, кој што се наоѓа во Тафталиџе во општина Карпаш. Разговараме со господинот Бранко Јовевски, кој што е раководител на ансамблот Цветан Димов, а поводот е тоа што овој ансамбл врши уписи за лица на 30 години, сите оние кои што се заинтересирани да играат фолклор, да ги учат македонските ора, може да се јават кај господинот Бранко и да членуваат во ансамблот Цветан Димов. Господине Бранко, добро утро. Ви благодарам што ова утро сте заедно со нас. За почеток кажав што е поводот, ама би сакала еве една куса лична карта на ансамблот Цветан Димов. Така, благодарам за можноста и да ви честитам на вашите програмски активности кои се за нас секојаш актуелни и убави. Што се несува до нашиот ансамбл Цветан Димов, тој е формиран во 1972 година и од тогаш навам му служи за учење на македонските ора, за презентација на македонските ора и за чување на македонскиот фолклор. Низ годините кои се поминати, имаме евидентирано преку 3000 членови, на наше големо задоволство, и тука се случуваат многу убави работи, дружењето е прекрасно, восхитеноста нивна што научиле да играат, што имаат настапи пред публика, што докажуваат дека вредностите ги искажуваат и тие и ги изработуваат, значи се битни за нас и еве да кажам дека македонскиот фолклор е символ на македонската нација и тоа ние силно го прифаќаме како обврска и како одговорност и многу сме задоволни со постигнатото. Значи сте 54 години веќе активно овде во општина Карпаш, Цветан Димов ансамбл. Она што е повод за нашето линковско вклучување е тоа што веќе отворени се уписите за лица на 30 години. Сега сите оние кои што сакаат да знаат, кои што сакаат да се запишат кај вас, каде и како да ве најдат и дали е за почетници или е веќе за луѓе кои што имаат искуство во фолклорот. А така ние во нашите програмски активности доста осмислено работиме и дојавме на идеја да понудиме на можност на возрастните да ги учат македонските ора, затоа што имаме луѓе кои сакаат, уживаат во тоа кога го гледаат, меѓутоа да пробат и да го научат да го играат. И сега тој инстинкт кој е присутен кај сите нас македонци од раѓање, кој ќе дојдат на час, го покажуваат дека веднаш сваќаат брзо што е ритам, што е координација, сака да пеат, ги исполнуваат тоа и тоа е нашиот успех. Значи да пробудиме кај повозрастните луѓе да продолжат да го негуваат македонското оро и тоа е преубаво. Значи имаме многу заинтересирани, првите часови веќе се започнати, гледам голем ентузијазм, со голема љубов го работат, изненадени се што пропуштиле до сега и имаме доста голем одзив што за наше задоволство. Ние сме многу спремни, организирани сме и стручно. Со мене работи професионален играч од танец Едита Автова, имаме музички педагог маестро Александар Јовевски, така да сите можни барања ги исполнуваме за да биде
проектот многу успешен. Да. Сега да напоменеме дека ова не е само за Карпошани, нели? Може да се запишат сите од Скопје и од околината, сите ентузијасти, односно сите оние кои што сакаат да играат и да учат македонски ора. Би сакала да напоменам она што ќе се случува во месец април. Имате некој настан и да го најавиме фестивалот во месец мај, кој што ќе биде 30 години веќе ќе се одржува, еден 30 годишен јубилеј. Па пред нас е учество на еден голем фестивал во Истанбул, во април месец, се спремаме одлично. Го очекуваме тој фестивал да покажеме наши вредности. А во месец јуни е нашиот меѓународен детски фолклорен фестивал, познат со името од цвет на цвет, сори песна. Се одржува од 5 до 8 јуни. Веќе учесници се ансамбли од Романија, Унгарија, Бугарија и Србија и повеќе македонски ансамбли. Очекуваме околу 300 игрорци да го покажат својата знаење, да ги искажат своите вредности на сцената кај амфитеатар, кај сливот Вадар и Лепенец, и се организираме силно да биде тој силен и убав фестивал, кој е поддржан од Министерство за култура на Република Македонија и особено е поддржан од општина Карпош, традиционално, како што реков, 30 години. И само на крај, пред да се одјавиме, јас сакам да знаат нашите гледачи дека и вие самиот сте играорец и ми кажавте ќе играм се додека можам, така? Така. Колку години се занимавате со македонскиот фолклор? Колку години играте? Па, играм преку 60 години и се надевам дека ќе долго време ќе играм. Сакам само нешто да искористам. Минатата година имаме два големи успеси. Освоивме прва награда на меѓународен фестивал во Вршац, Република Србија, и тоа посебна награда за најубава носија, што за мене многу значи и за сите нас многу значи дека се признава носијата како најубава. И освоивме прва награда во Банско, Република Бугарија, од 18 ансамбли, што не е, се е многу престижен настан и ете, тоа ни ги оправда сите наши залагања што ги работиме заедно со децата. Честитки, кејф и задоволство ми беше што ова утро еве разговаравме за македонскиот фолклор, за македонските ора и повик до сите вас кои што сакате да играте македонски фолклор. Веќе се во тек уписите во ансамблот Цветан Димов, кои што пробите ги одржуваат токму овде во училиштето Јана Мос Коменски во населбата Тафталиче. Студио, дали имаме дополнително прашање? Ви благодарам, Ирена. Верувам дека многу луѓе ќе се пријават што сакаат да ги научат танците, ората нашите, и едно од фактите е дека тешкото е нели признаено како културно наследство во УНЕСКО и верувам дека ќе има многу кои што ќе ја продолжат традицијата. Благодарам уште еднаш за убавиот разговор.